Токму на денот на театарот 27 март факултетот за драмски уметности одлучи наредните 30 денови да ги посвети на нашиот најпознател писател на македонски драми, легендарниот Горан Стефановски, односно во наредните 30 денови ќе има богата програма посветена токму на него и тоа се до неговиот роден ден, односно до 27 април. Автор е на најпознатите македонски драми. Во неговите драми се осликува сршта на македонскиот народ, но и животот во Македонија, како и духот на македонците. Автор е на повеќе од 30 драми, како и сценарија за телевизиски филмови и серии, но и радио драми. Мора да ги споменам тука и ние од најпознатите македонски драми. Диво месо, Демонот од Дебармало, верувам дека сите ги имате прочитано или пак ги имате погледнато представите токму во негово име, односно напишани од него. Затоа што ќе се случува во наредните 30 денови, се до 27 април, на Факултетот за драмски уметности, ова утро повеќе детали ќе ни каже токму продеканот на факултетот, господинот Бесварт Идризи. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Благодарам и добро дојдовте овде на Факултетот за драмски уметности. Бесварт, тетовирани импресии е токму мултимедијалниот проект или представи кои што ќе се одржуваат токму во чест на Горан Стефановски. Како се одлучивте, односно како дојдовте до идејата да токму од денот на театарот па се до денот на неговиот роден ден ги посветите токму на Горан Стефановски? Па идејата токму од овие две дати кои што се некако по некоја си чудна коинциденција поврзани, значи станува збор за 27 март кој што е денот, светскиот ден на театарот, и 27 април кој што е роден денот на Горан Стефановски, и од овие две датуми кои што се поврзани некако меѓусебно, дојде идејата за нешто да направиме во чест на Горан Стефановски, затоа што Горан Стефановски е не само значајна личност за воопшто за сите нас, тука е значајна посебно за Факултетот за драмски уметности, затоа што тој беше професор овде на овој факултет, беше професор на многу кадри кои што произлегува од овој факултет и еден од позначајните и би рекло по омилените професори на факултет за студентите, за сите генерации и за сите особено драмски автори кои што произлегува од овој факултет. Така да ние како факултет едноставно не можевме да останеме рамнодушни, а да не направиме нешто во негова чест. Да, тетовирани импресии е токму насловот на овој проект кој што ќе се одржува во наредните 30 денови. Како дојде до името да биде токму тетовирани импресии? Повеќето од настаните кои што се поврзани во овие тетовирани импресии се настани кои што произлегува од самите студенти, а и така и насловот на оваа програма тетовирани импресии произлезе од самите нив, и тука има дури една мала игра на зборови, затоа што ќе може сигурно, не знам камерата дали го фаќа, дали е во кадар постерот, каде што може да се види како пишува тетовирани, а при тоа рани е со поголеми букви, па така се случува една игра на зборови, каде што имаме и тетовирани импресии, но и рани импресии, но и рани воопшто во однос на тоа што таа рана која што имаме сите ние, особено во однос на Горан и на раната загуба, но и рани импресии во однос на тие некои рани сеќавања и импресии во однос на Горан, пред Горан да биде тоа што е веќе денес. Така да од сите тие можни комбинации да речам произлезе овој наслов на тетовирани импресии. Што поточно ќе сочинува толку мултимедијалната програма на тетовирани импресии? Оваа програма ќе сочинува многу различни настани, од кои што сега можам да ги издвојам неколку, а тоа се на 27 се започнува со представата Тетовирани души, која што е представа работена како дипломска представа на нашата студентка по театарска режија Теа Ружин. Потоа ќе се продолжи со Јане Задрогас, исто така драмски текст од Горан Стефановски, и во
во тој настан ќе се одиграат неколку етиди од студенти од прва и втора година од нашиот факултет, студенти по актерска игра. Потоа ќе се продолжи со конзервирани импресии и писмо до внуката, односно неколку извадоци од конзервирани импресии, кои што се извадоци од текстови напишани од Горан Стефановски и повторно студентите ќе ги одиграат нив, па ќе се положи со демонот од Дебар Мало, за кој што е интересно, односно веројатно треба да се спомене тоа што демонот од Дебар Мало ќе се одигра на албански јазик и тоа воедно представува и ќе представува прва представа на текст на Горан Стефановски на албански јазик, што за жал поради не знам какви причини до сега не е Горан Стефановски е преведен на албански, но никогаш не бил одигран на сцена на албански јазик. Ќе се положи потоа со филмска проекција на филмовите по сценарио на Горан Стефановски. Во меѓувреме се работи документарен филм за Горан Стефановски од нашите студенти. Ќе се положи потоа со разговори, конверзации во однос на сеќавања на битни и клучни соработници на Горан во текот на неговиот живот и ќе се навраќаме во тие рани импресии и рани доживувања и соработки со Горан. Ќе имаме меѓу се останато во тие импресии и тие диалози, ќе може да разговараме со различни актери кои што играли иста улога, па да видиме што тоа значило за тие актери. Секако актери кои што веќе се дипломирани, не само што значи програмата ја шириме и нема тука да бидат опфатени само нашите студенти, туку и ќе излеземе и вон рамките на факултетот. Потоа ќе имаме и музичка програма, во која што програма ќе бидат опфатени еден вид на плейлиста на Горан Стефановски, односно тие песни кои што за Горан Стефановски значеле многу. И со тоа некако ја заокружуваме цела ова наша манифестација, да речем. Кој се ќе земе учество токму во мултимедијалната програма посветена на Горан Стефановски во наредните 30 денови насловена Тетовирани импресии? Па, значи, да не ги набројувам сите, затоа што се стварно многу луѓе и тоа ќе трае. Значи, нашите студентите од Факултетот за драмски уметности секако дека сите се вклучени во подготовка на овој настан, што значи и актери, и режисери, театарски режисери, филмски режисери, монтажери, сниматели, тие од продукција, од драматургија, така да сите студенти буквално ќе бидат дел од оваа програма и секако ќе продолжиме со работници на Горан Стефановски. Тука се негови блиски соработници како да речеме Слободан Унковски, кој што иако физички нема да може да дојде затоа што работи во Сараево, но сепак ќе биде он присутен. Потоа ќе бидат присутни и Благоја Чоревски, Мето Јовановски, Лилија Велјанова, Сашко Насев, Маја Стефановиќ, Никола Ристановски, Дејан Лилич и уште многу други актери кои што играле по текстовите на Горан. Секако очекуваме, веќе имаме позитивен одговор од Кристофер Торч или Крис Торч, еден од продуцентите на двата поголеми меѓународни проекти поврзани со Горан Стефановски. Тоа е Хотел Европа и Еурелијан. Крис Торч е еден од, да речам, големите продуценти на ниво на европска ниво, кој што доаѓа од Шведска и ќе дојде и он за да овде сподели со нас какво било искуството во нивната соработка и што тоа значило за еден автор од Македонија да може да ги освои светските сцени и да добие меѓународен карактер неговото дело. И секако ќе имаме и диџеј настапи од наши студенти кои што веќе се славни диџеи
од страна кои што не се наши студенти и така натаму, така да наистина листата со имиња е стварно голема. Оно што знам дека публиката и гледачите многу ги интересира е тоа како можат да се вклучат, односно како можат да ги погледнат овие представи и да бидат дел од програмата посветена на Горан Стефановски. Представите се сите настани, тоест ќе бидат бесплатни, така да немаат никаков товар во однос на финансиски план, додека во однос на ден кога ќе се случува одреден настан, час и така натаму, затоа што видовте има многу настани, не можам сега сите да ги кажам, но би рекло дека можеби е најпаметно да се следи Facebook страната на факултетот и да се види тука, да се пратат објавите и секако да се доаѓа овде на факултет. Бесвртно вистина ти благодарам за одвоеното време. Представите ќе се одржуваат токму овде на академската сцена на Факултетот за драмски уметности. 27 април е денот на неговиот роден ден, да беше жив ке наполнеше 73 години, односно токму на 27 април се одбележуваат 73 години од раѓањето на нашиот најпознат македонски писател на македонски драми, почина на 27 ноември 2018 година, или токму оваа година се навршуваат веќе 5 години од неговата смрт. Слава му!